Ова манифестација лопатички средби се 15 години. Првпат од 2002 е започната со музика, со ручети. Секоја година се преува нови домаќини, исклучиво по потекло од Лопатица, што се дали по мајка или татко, тоа се нива. А може и отстрана да биде. И донатор може да биде некој ако сака да биде. Таа манифестација е направиме ради што црквата ни пропаѓа, нема луѓе да живеа за да се реновира. И така направиме да традиција ни оди. Веќе 15 година. И ќе продолжиме и нема да се прекине тоа. Собраните средства ги донирате за црквата? Собраните средства сето се донира исклучиво за црквата. За реновирање на црквата. И се гледа че се види. Исклучиво тие средства одат за црквата. Рековте дека тука се враќаат иселениците, каде најмногу има иселено жители од Лопатица? Од Лопатица, да кажам, во диаспората има многу. Ама што никој не се јавил, не донирал. Исклучиво донираме ние што сме тука Прилеп, Битол, дали речам Прилеп со Битол, со што сме иселени, ние најпоќе донираме и таа идеја мене ми дојде, пошто и јас сум иселен, 25 години, во Тополчани живеам, ми дојде идејата да направам лопатички средби. Ги направиме од 2002 и си тераме да ни оди. Јас живеам во градо, овде сум со татко ми, родителите ми се тука и 15 години се овие лопатички средби. Во оваа година, непосредно пред една недела, значи се препокри црквата со донација од овој собир и донација од жителите. Значи кој колку може да помогне. Например, еве да речем, да не биде секако реклама, Китан Златна рака, работната рака ја даде. Нашата фамилија даде 34.000 денари за гредите и за летвите. Има други фамилии кој колку можел помогнал и апелираме еве до сите иселени жители од Лопатица да донира. Во скоро ќе има жиросметка на црквата, што ќе биде со 20 потписници, што мислам да не се мисли дека тие пари ќе одат за тоа или за тоа. Со Господ направи, мислиме дека тремо, ќе го туриме со плоча и ќе направиме нешто друго понатаму. Чувството прекрасно, пошто сме кумови тука на црквата. Лани се пријавивме и сега годинава ќе го предаеме на други за година и чувството е прекрасно. Сите здрави, живи, весели, тоа се најубаво. Од Лопатица тука родени и затоа се осеќам за да се пријавам така да бидам кума. Тука сум родена, тука крстена и затоа инаку живеам на друго место. Секоја година доаѓате нови? Идиме на секоја година и пак дојде редо и е за се пријавам. И какво е чувството кога ќе се вратите на родното огниште? Немам зборови, тоа се што се може да се каже најубаво. Така. Собраните средства ги донирате? Да. Тоа што се собира се тука во црквата, нешто се доградува, треба се обнови и така. Пак чувството е многу големо, бев домаќини на други места и е многу добро да се чувствуваш да бидеш добар и Господ здравје и среќа да дава на сите и да помага сите кај што треба, кај што се може и колку што може. Никој нема колку што да бара и што да дава. Значи колку што се може толку. Од самото наше одобрение, од самата душа и кеф и служба што треба да бидеме домајчини и ми е многу мило и да бидам и понатаму сакам да бидам кај што ќе треба да бидам негде Господ ме насочи и ме отера да бидам и ќе бидам домајчин. Јас сум од населено место Дерековци, иначе сум по потекло од Бешиште Мариово. Овде дојдов лани случајно на овај ден Истиов. Ко некој случај овде постапи што видов вака распадната, што беше сето, сакав да се пријавам за домајчин и сакав да помогнам нешто. Спреко да училоко поканети гости, да има поиќе присуство на народ, да се подобри, треба да се нешто да се направи, да има масивност на народ, поиќе да се направи нешто за село, за црквата. Денеска е исто така голем христијански празник, духовден и традиционално во Македонија православниот свет се оди на гробишта да се посетат гробовите на нашите најблиски. Меѓутоа исто така во чест на овој голем ден и христијански празник имаме одредени прослави во одредени населени места, така и овдека се прославува во едно од најживописните и најубави населени места во Прилепска општина, тоа е Лопатица.
и мислам дека овие се 15 поред лопатички средби каде што имаме премногу народ дојдено од сите градови каде што се иселени, најмногу од Прилеп и Битола, токму од ова населено место. Ова населено место било големо, за жал сега има само еден или двајца жители. Меѓутоа, тоа не значи дека во иднина, бидејќи е привлечен крајот, овде има одлични услови за развој на тој селски туризам и голем број луѓе да можат да се вратат тука. Со изградбата на патот, достапниот пат до ова населено место станува едно од поатрактивните во општина Прилеп. Во оваа прилика му го честитам на сите од Лопатица, меѓутоа и другите населени места во Прилепска општина кои што го слават овој голем христијански празник. На сите православни христијани му го честитам празникот, а оние кои го носат името на овој ден, честит имен ден Адамој. Овде доаѓаме ние вака, селото сега е растурено, немаме услов, далечно е малце, а секоја година доаѓаме овде на Дуоден, така на излезување, супер, има убава планина, убава природа, има прошетка убава, има се. Господе моя светлина и моje спасение, от кого да се Господа, да се освети ова вода, да се претрпе, от како беше искушуван, сега секогаш и во вечни векови. Алилуја, алилуја. Ciara